Најнова анкета по нарачка на Телма, изработена од Институтот за демокрација Societas Civilis во соработка со МЦМС, спроведена е телефонски во период од 7.4. до 11.4. годинава на репрезентативен примерок од 967 испитаници. 3,7% поени е разликата меѓу кандидатот на власта Стево Пендаровски и кандидатката за председател на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова. Кандидатот Блерим Река има рейтинг од 11%. Ова анкета покажа мало поместување во предноста на Пендаровски над Силјановска. Во минатата анкета таа предност беше 2,6%, сега е 3,7%. Резултатите вечерва ги анализираме со генералните секретари на СДСМ и ВМРО ДПМН, Кирацовски и Јанушев, како и со новинарот Зоран Димитровски и Сашо Кликовски, аналитичар. Боби Христов ќе ја презентира анкетата, која е интересна за дискусија, затоа што тука има многу кростабулации по етничка основа, образование, региони, старосна структура. Благодарам вечерва што дојдовте во топ тема на ваша страна. Имаме еден час за да ја анализираме оваа анкета и да не должам многу, иако ги кажавме главните проценти. Благодарам на поканата. Го повикувам Боби Христов да ја го презентира првиот дел од оваа анкета, кој се однесува на резултатите на претседателските кандидати и кростабулациите што ги има по етничка припадност и други основи. Уште многу предизвици пред претседателските кандидати во следните преостанати 7 дена кампања, со оглед на тоа што и натаму е голем процентот на оние кои што се уште не одлучиле за кого да го дадат својот глас, вклучително и оние кои ниту еден од кандидатите не успеал досега да ги убеди дека токму тој, односно таа, се вистинскиот избор за шеф на државата. Но одиме со клучното прашање. За кој кандидат за претседател ќе гласате? Одговорите се 27,2% за Стево Пендаровски, 23,5% за Гордана Силјановска и 11% за Блерим Река. Но овдека ги имаме овие 17,7% кои што се уште не одлучиле и дополнително 16,4% од ониот кои одговориле дека нема да гласат ниту за еден кандидат. 3,7% поени е разликата меѓу Пендаровски и Силјановска и тоа е зголемување во однос на претходната анкета. И ако се бареат одговорите на што се должи тоа, веројатно треба да се погледне и во споредбените податоци. А во овој преглед ги имаме оние според етничката припадност. И кај македонците 32,6% поддршка за Силјановска, 28,6% за Стево Пендаровски, односно 4% поени предност на Силјановска. Што се однесува до расположението кај во албанскиот блок, предноста, поддршката за Блерим Река и натаму е најголема, 41,6%. Пендаровски би можел да очекува поддршка од 20,5% од албанците. Многу е поголем процентот на гласачи албанци кои што се уште не одлучиле за кого ќе гласаат, 22,2%, наспроти 6% поени помалку кај македонците, односно 16,2%. Битката веројатно ќе биде за неопределените жане, но тоа го препуштам на анализа на твоите гости. Вака стојат резултатите од анкетата, која верувам дека ќе сакате да ја дебатирате. Ако направам некаква споредба од претходниот пат, направивме анкета и во времето кога не беше почната кампањата, ова е кога е почната кампањата, тогаш разликата, како што кажав, беше 2,6% поени помеѓу Пендаровски предност и Силјановска, а стабилни 11% за Блерим Река. Кликовски, со оглед на тоа што постојано со вас ги коментираме анкетите, на што се должи ова поместување во процентот во предноста на Силјановска, која пак сепак може да се толкува и дека е многу блиску и во рамките на една статистичка грешка? Прво морам да кажам дека во Македонија некако им предаваме преголемо значење на анкетите, како што предаваме големо значење на кампањите, а глобалните искуства говорат дека луѓето гласат надвор од нивните фундаментални уверувања. Фундаментални уверувања за економските трендови, фундаментални уверувања за позицијата на земјата во однос на надворешниот свет или евентуални надворешни кризи или клучни татковински прашања и фундаментални прашања околу кандидатите кои се познати далеку пред да почне кампањата, бидејќи кампањата кај нас беше почната пред овие 40 дена официјална кампања. Во однос на претходната анкета, ја не гледам
скоро никакви поместувања, освен дека сите кандидати се малку зголемени, што збори за 2-3-4% повеќе граѓани кои од неопределени или не сакале да кажат прешле во оние граѓани што сака да кажат. Значи, разликата меѓу кандидатот Стево Пендаровски и Гордана Силјановска е во една тесна рамка. Значи, тој е, ако дозволам да коментирам дека истражувањето е со 3,1 или 3,15 процентни поени можна за грешка, што значи дека може и Гордана Силјановска-Давкова благо да води, може да и Стево Пендаровски води малку повеќе од тоа што кажува анкетата. За жал, политичките партии многу жестоко ги зимат овие податоци, дека има некакво влијание во конечните резултати. Морам да ви кажам, клучно влијание има тоа што партиите саботиле до денот на кампањата и тоа што се нивните кандидати. Нивните кандидати не може да бидат подобили повеќе од 40 дена. Оно што мислам дека потврдува анкета, дека базично низ рейтинзите на кандидатите се потврдуваат одредени партиски рейтинзи, со исклучок во меѓу етничките албанци, каде што тие ќе ги дискутираме понатака. Каде што нема ривалитет, туку има еден кандидат. Колега, се гледа трендот во анкетите. Значи, каков тренд имаат анкетите? Дали двајцата кандидати, рековте вие, кандидатите генерално растат и некој пак ја задржува предноста или не? Како е вашиот впечаток со оглед на тоа што и сите анкети објавени досега го има сличниот резултат? Само да интервенирам. Значи, досега се објавени само службено 3 анкети од Емпроспект, од Институт за демократија и од ИПИС на Владимир Божиновски. Нема други објавени анкети. Тие беа анкети, да, со колкав примерок се во кој период и валидна анкета. Зборам за валидни анкети. За жал, порано се објавува многу повеќе анкети, тоа можам да го забележам. Се објавува анкети од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, се објавува анкети од Галуп, се објавува анкети од Рейтинг. Добро, сега го има низ она Тим маркетинг, како се вика, Тим институт. Така што е навистина зачудувачки зошто и политичките партии кои што нарачуваат анкети, знаеме дека нарачуваат и дека прават анкети од Рейтинг, од некои други институти кои што прават такви анкети, не ги објавуваат резултатите за да имаме повеќе можности за споредба. Тоа е едно. Од она што го гледаме, што е досега објавено, гледаме дека трендот е тој. Ако нешто може да се земе, она што го зборуваше и Клековски од анкетите, иако не треба слепо да им се верува, треба да им се верува на трендовите кои што тие ги покажуваат. Значи, веројатно не е разликата премногу голема меѓу кандидатите, значи е тесна, но исто така е известно дека благодарение на поголемиот коалициски капацитет, односно бројот на албански гласачи кои што би застанале за кандидатот на владеачката партија, тој е во блага предност. Значи, тоа се, според мене, вака некои паралели кои што може да се повлечат од овие анкети кои што досега ги видовме. И мислам дека ако сакаат и политичките партии, она пред малку Клековски рече, не треба да се верува дека анкетите пак можат да влијаат врз гласачкото тело. Меѓутоа, ако воопшто постои можност да се влијае со анкетите врз гласачкото тело и со идеја да се мобилизираат повеќе гласачи ако вашиот кандидат нели гледате дека е лош во анкетите, тогаш мислам дека и тие ќе требаше да излезат со своите анкети да ги прикажат во јавност. Затоа се тука партиите. Јанушев, како вие гледате на ваквиот тренд во анкетата? Со оглед на тоа што резултатите покажуваат дека она каде што е Силјановска во предност е тоа се македонците, за разлика од Стево Пендаровски кој црпи гласови и од албанскиот електорат, стабилна е бројката на гласачи за Блерим Река. Од друга страна, повторно имаме еден резултат тесен, 3,7, претходно беше 2,6. Она што е, барем од она што имав во овој козирански период да погледнам во анкетите, има доста контрадикторности и несовпаѓања, особено во крос табулациите и споредбите кои што се правени
подолу во самата анкета. Меѓутоа, она што исто така изненадува и влезот во самата анкета во однос на излезноста и можем слободно да кажем ненормално нискиот праг на неопределени, односно не знам и одбива да одговори. Што досега никогаш не било случај, затоа воопшто и не знам колку и може да се подпреме нови резултати кои што се дадени. Во анкета сигурно ќе излеза 41,8% на скала од 1 до 10, 7,9 се да, и ако сето тоа меѓутоа сигурно нема да излезат 18,3 или не излезат 2,5. Значи ако сето тоа го земеме излегува негде над 68% излезност, што е невозможно да се случи нови избори и мислам дека сите тука присутни ќе се согласат, исто така ќе се согласи буквално целокупната македонска јавност. Јас не знам дали вака може да се гледа на овие бројки, Клековски? Не може така да се гледа. Ако може да завршам, од друга страна, од тоа што можев да го видам, анкетите не се воопшто пондерирани и не се пресликани, односно адаптирани на реалната ситуација во Република Македонија. Зошто? Бидејќи ова е земено дека во Република Македонија запишаните избирачи, кои што се нешто над 1.800.000 и на нив се аплицирани процентите кои што ги имаме од последниот попис, каде што бројките со оваа реално сега воопшто не соодветствуваат. Зошто? Ради тоа што имавме прилика и во изминатиот период, дури во неколку директни соочувања на власт и опозицијата, да видиме неколку согласувања каде што се потврдува дека негде над 600-650 илјади граѓани на Република Македонија се иселени. Така да не може да одиме со тоа дека имаме 1.800.000 гласачи, односно над 1.800.000 гласачи. Да верувам дека е земена официјалната бројка. Таа бројка само да завршам, паѓа на негде на помалку од 1.200.000, 1.150.000 гласачи. Кога ќе се земат процентите, исто така, особено од етничките заедници и иселеноста, се доаѓа до сосема други бројки кои што воопшто не одговараат на овие кои што се дадени во анкетата. Не, ако има 1.200.000, ако има тогаш 70%, 68% реално ќе излезат од нив. Така што не се 1.200.000. 68% од 1.200.000 се 900.000. Па помалку. Така што може да излезат 68%. Прогнозата е дека е многу можно да излезат 800.000 до 900.000 може да се. Тоа не е бројка што сме имали претходно на кога се прават исто споредбите со процентите, особено македонци, албанци, роми, турци, сите останати, или особено некои од останативе кога ќе дојдеме на тој дел да не одземам сега време, резултатите се далеку поинаки. Ги анализираме и kroz табулациите по етничка припадност. Она што е битно е 21 кој ќе биде за нецели 10 дена. За една недела. Тоа е најбитното нешто. Второто битно е она што се осеќа во атмосферата. А таа и текако е да се задржиме на анкетата, Кирацовски, што за вас значат овие бројки и овој тренд? Прво, не навлегувајќи во веселата математика на мојот колега Јанушев, јас прво сакам да изразам задоволство што конечно после долги години имаме можност да дебатираме на една во најголема мера кредибилна анкета. Драго ми е што одамна веќе институции, односно анкети од Институтот Павел Шатев не се на Мегдан. Драго ми е што куририте повеќе не го креираат јавното мнение во нашата држава, туку заедно можеме да дебатираме на она што се нарекува една советна анкета, каде што во најголема мера го отсликува јавното мнение, иако нормално сите имаме различно размислување. Јас прво сакам да истакнам дека и во анкетите, и преку климата која што сите ние ја гледаме, и преку средбите со граѓаните, мощно е јасно дека Стево Пентаровски влегува како апсолутен фаворит на овие избори и дека Стево Пентаровски на 21 април ќе има огромно водство, а на 5 мај ќе има огромна и сериозна победа. Јас, за разлика од колегата, односно исто така дебатерот денес Клековски, гледам една мала разлика во однос на помакот или трендот на она што се нарекува водство на Стево Пендаровски. Не е мала разликата, туку е малце поголема од една страна и е одреден тренд кој што го отсликува јавното мнение. Второ, дури и со статистичката грешка, независно дали е 3,15% поени плюс или минус, Стево Пендаровски повторно е во водство. Или е со помалку од 1%, или е со 7%. Така да, она што е многу битно, а што каже и мојот колега Јанушев, на овие избори, јасно или најјасната анкета ќе биде она на 21 април, кога граѓаните тоа е јасно. Ќе дадат нормално еден соодветен манипулациите на јавното мнение веќе одамна се заминати. И јасно граѓаните гледаат разлика во два концепти.
Или Добро, концептот сега, на напредок на да се развој. задржиме на анкетата ако може, а не на програмите и на митинзите, тие ги имаме во вестите, ќе ги пренесеме од вечерашната. Меѓутоа мора да знаеме зошто е овој тренд. Да. Клековски, со оглед на тоа што се спомна бројката на излезност и начинот на кој што се понderирани податоците. Може да демистифицирам по една работа. Значи во минатото и ВМРО-ДПМН и СДСМ има специализирани институти кои беа задолжени за објавување на спинувани информации. Партиски бројки. На спинувани информации. Не, тие во добар дел беа во рамките на статистичка грешка, ама што оригиналните институции не ќе да ги објават како такви. Ако грешката во оригиналната била, ако процентот бил, водството било 2%, спинуваната ќе биде 5 или 6%. Фактот што сега новија избори нема ниедна спинувана информација од познати извори, а да подсетам сите до сега што објавија. Значи, објавија Емпроспект, Институт за демократија и ИПИС. Во изминатите 15 години се потврдени дека сите нивни објави се во рамките, зборам за национални избори. На локални избори имало грешки. Зборам за национални избори, има една грешка на рейтинг за минатите председателски, ама рейтинг ИПИС, Емпроспект, Институт за демократија горе-доле објавувале во рамките на нивната објавена статистичка грешка. И го спомна Институтот за политички правни истражувања кој одамна не објавува ИСПИ. Извини. ИСПИ одамна, мислам дека веќе 10 години нема видено нивна анкета. Значи, зошто престанаа политичките партии да ги објавуваат спиновите резултати? Затоа што нема ефект. Не падат пати. Нема ефект. Значи, и сега не зборувам ја за спинуваните. Зошто не ги објавуваат автентичните? А прават своји може би затоа што не зборувам за објавување. Може би не одговара на политички наратив. Не ги објавите со начател, извршител и методологија. И тоа што го направи, а затоа ги повикавме во студио е веднаш после објавување на ваква анкета има спинови и текстови по портали и по нарачани текстови за да ја девалвираат анкетата што е објавена и тоа сега го прават партиските коини. Затоа беше пофер да ги имаме овде во студиото и отворено да зборуваме во однос на резултатите. Анкетите спрема мене кампањите многу малку влијаат на убедувањата на луѓето. Може би влијаат на излезноста, која нормално влијае на конечен резултат, ама ќе видиме на кај. Дојдовме до излезноста. Јас сакам да само дојдовме до излезноста. Значи многу тука во анкетите вообичаено се поставува едно политички коректно прашање, дали ќе излезете да гласат. Ние, пошто се сите воспитани како што треба, нели политички коректно е да кажеме дека ќе гласаме, пошто тоа е граѓанска обврска. Кога ќе ме прашат на анкета на телефон, дали ќе гласате? Да. Нема да кажете не. Што е разликата со скалилото, колку е веројатно дека ќе излезете сега да гласате? тука затоа нели има развиено во анкетните куки еден куп прашања за да се процени колку е веројатно. Колку е реален гласачот, дали. Колку е веројатно. Значи кампањите не влијаат на убедувањето на луѓето, влијаат дали ќе излезат или нема да излезат. И од тука е сигурно ама излезноста влијае после на Јас сакам да кажам резултатот. Околу можните бројки, затоа што ние постојано зборуваме, сега тама има еден податок на коректни тие што рекле дека ќе бидат гласачи, дека некави 68%. Во другите анкети гледавме некакви бројки 66 од 100, 64 отприлика тоа беа бројките на излезност. Тоа што рекоа дека ќе излезат гласачите. Значи на другата страна одма имаш бројката на определеност. Значи 20 кусур за Стево, 20 кусур за Годана, 10 за Блеем, значи доаѓаме до некои 50% определени. Од старт. Да. Значи има еден куп неопределени кои најверојатно нема да гласат. Ако може да задам. Поентата ми е дека на минатите избори во 2016, ако ги видите сите некакви проценти што се правени од Завод за статистика, ќе видите дека во тој момент, и тука сакам на Янушев да му кажам оно што го говореше, дека тогаш е проценката дека во Македонија на Заводот за статистика, државниот завод, дека 1.500.000 глас, 1.500 и нешто, 40.000 гласачи дека има во Македонија во 2016 година. Не верувам дека од 2016 до сега се иселиле 100, 200, 300.000. Може се иселиле
извесен број на граѓани. Меѓутоа, бројките во Македонија се разбира не се 1.800.000 гласачи, меѓутоа се движат од 1.400.000 до 1.500.000. Ако ја гледаме излезноста на оние минати избори, со исклучок на 2016 кога излегоа 1.200.000, затоа што тоа беа на вистина голема конфронтација на изборите, ќе видиме дека бројката од 1.000.000 не е недостижна на такви избори. Значи не е недостижна бројката од 1.000.000 гласачи. Може да се нешто под 1.000.000, 970-80.000, 1.070.000 беа на минатите председателски избори. Така што ова не се недостижни бројки. Дали сега постои таква енергија, она што сите го тврдат, политичките партии се на терен, мобилизираат, дали постои разочараност кај граѓаните, дали постои идеја за бојкот кај одредени структури од десницата, тоа не го знаеме. Меѓутоа, бројките, овие што ги гледаме во анкетата, кажуваат дека многу мал бројот на луѓето што нема, што не сакаат да гласат. Во 2009 биле 51%, од старт. 48% биле во 2014 во првиот круг, во 2016 има најмногу гласачи на тие избори, 1.100.000 гласачи. Секогаш бројката се движи 48%, 47% за председателските, со тоа што со оглед пред почетокот и нотиравме дека пак најголем дел од председателските избори не се само председателски, туку се придружувани и од парламентарни и од локални. Само ве молам да не доминирате вие оваа дебата само. Не требаше да побигате тој што правила ќе. Само една кратка. Значи, јас те разбирам дека ти тврдиш дека има помалку албанци од 24,6% колку што има во анкетата. Тоа е твоето тврдење што го кажа претходно. Значи, анкетните куки нема друга можност осим да се повикаат на изјава на Заводот за статистика кој објавува годишни проценки на население во Македонија. Повелете, Јанушев па Киразовски. Се друго е шпекулација. Импровизација. Се друго е шпекулација. Јас го запазвам редов, Јанушев па Киразовски да молам. Значи, јас не велам дека има толку или волку од држава. Јас само односно толку или волку запишани гласачи, без разлика дали се македонци, албанци, турци, бошњаци, срби, небитно. Значи, само кажам дека во моментов во Македонија теоретска шанса нема да живеат толку многу гласачи. Значи, се иселени. Сигурно исто така дека има методологија како долна е реакцијата за коментаров Кирацовски. Исто така има методологија како може нормално со статистичка грешка да се види која е таа реална бројка на било која етничка заедница која што живее во Македонија. Нормално попис е најдобро за да се знае. Меѓутоа такво нешто немаме од 2002. И ако одиме са по овие бројки, како и да ги пондерираме, пресликаме, пробаме со процентиве да ги пресметаме, излегува бројка од негде над 300-350 до 450.000 албанци кои што во моментов живеат во Македонија и ние ги рачунаме дека ќе гласат исто така во овие проценти на излезност. Меѓутоа во моментов прашање дали има 200.000 албанци во Македонија кои живеат и кои можат да го лицитираме гласачко право. Анкетите, Кирацовски. Значи, напротив, Лупевска, напротив. Значи, анкетите се прават на предпоставки. Затоа што се дават. Коментирате и да го ставите во контекст и на тоа дека стабилна е предноста на Силјановска кај македонците со 32,6%, за разлика од онаа на Пендаровски 28,6% и претходно таа има тренд на освојување на македонски гласови за разлика од Пендаровски кој црпи и од албанскиот блок. Не може очигледно. Да, бидејќи анкетата е тука за да ја коментираме. За вака време. Мора а Кликовски ќе ја замелам да биде покус. Прво, кога беа во власт или на власт, мојот колега им одговараше да истакнат, иако над 500.000 наши сограѓани поради нивните политики се исели од нашата држава, им одговараше да потенцира дека има над 2 милиони жители во нашата држава. Сега кога се опозиција не им одговара ни овој избирачки список и истиот е на некој начин проблематичен, меѓутоа само кратко да искоментирам, Зошто спинуваш тегуваш, шас земеш збора и спинуваш. Кој го оспори избирачкиот список? Имате можност да се изразите. Ама не манипулирај кој го оспори избирачкиот список. Задржете се на бројките и на анкетата. Кој го оспори избирачкиот список? Никогаш не си коректен. Она што е многу битно е што граѓаните, за разлика од референдумското изјаснување, веднаш после истото изразија одредена кабетливост.
37% излегле на референдумот, а веднаш после месец и половина на одредена анкета истакнаа дека излегле над 65%. Оттаму ја влечам следниот заклучок. Отприлика популарно е да се истакне дека ќе се излезе на овие претседателски избори, но исто така овој висок процент кој што го истакнаа нашите граѓани за време на оваа анкета е дека прво веруваат во институциите на системот, дека овие избори ќе бидат легални, легитимни и регуларни. Тука нема прашање во Второ, меѓутоа впечатокот е тој. Ве молам да ги коментирате работите од кои друга се страна, наоѓаат во анкетата. не им е седно кој ќе биде председател. Ако може само од друга страна, не им е седно кој ќе биде председател. Мислам, немојте политички контекст да давате на бројките. Меѓутоа, ова е политика, излезноста на некој начин се мотивира ради важноста на овие избори. Никош немало помалку од 2/3 на луѓето што рекле дека ќе излезат на избори. Не се случува под 65% од луѓето да речат. Да, меѓутоа реално излегуваат меѓу 40%. Единствено меродавно тоа што го каже. Не, Жо, единствено меродавно што го спомна долго време само председател. Жана е 2014 првиот круг кој излегна 48%. Зошто единствено меродавно? Тоа е единствените председателски избори кои биле самостојни, кај што немало парламентарни, кај што немало локални. Значи, 27 години од живот е парламентарни избори, локални избори, председателски избори. За председателски избори има најнижок. Да не заглавиме цела анкета само на излезноста. Само знаете што? Вие повторно правите грешка. Клековски и Лупевска. Затоа што велите 48%. Од која бројка? Од 1.800.000? Да. Од 1.800.000 не може повеќе да излезат. Ама јас ви велам од реалната бројка во Македонија 1.500.000, која што се движи од 1.400.000 до 1.500.000, од таму излегуваат над 60%. Тоа е шпекулативно. Па не е шпекулативно. Државниот завод за статистика излезе со бројка дека 2016 година има 1.500.000 гласачи. Вака, видите, ако ги погледнете бројките на Државната изборна комисија, на завод статистика, ние сега ќе го видиме државна институција. Погледнете. Значи кога ги влечеме податоците за секои избори мора да се држиме до официјалните податоци објавени и на страничката на Државната изборна комисија и на параметрите што се земаат. Ама никој не го спори тоа. Само да не заглавиме кај излизното. Само една реченица сакам, дозволите малку што претходно ме дозволите. Значи факт е дека има над 1.800.000 запишани и тие се државјани имаат право да гласаат. Ама не можеме да го занемариме фактот дека не се тука и нема да гласаат. Апсолутно. Значи ако ја не живеам во Македонија, имам пасош македонец сум, немам проблем. Ама ако живеам во Австралија, и ако сум се иселил у Германија, не можеме да кажеме дека тоа не е битно. Прво, значи истиот муавет го имав со Кирацовски и пред референдумот, 850, 900.000 и сигурни сме анкети ова, 600.000. Со притисоци, закани, уцени, полиција, не знам што се не. Не, ама тогаш бойкотиравте вие, добро. Тогаш вие бидеме реални, да бидеме сериозни. Со тоа како стојат сакам да кажам колку грешки само прават и тоа ги прават цело време. Како стојат кандидатите по регионите со оглед на тоа што никој од вас не сакаше да коментира очигледно од каде ги црпат всушност вашите кандидати гласовите. Ќе напоменам уште еднаш дека 32,6% тоа е од македонскиот електорат кај Силјановска, кај македонскиот електорат Стево Пендаровски со 28,6, стабилен е Блери Млика во својот електорат. Сакам само да кажам дека тие бројки се повторуваат како рейтинзите на политичките партии што постојано се прават, па гледаме дека кај македонците има блага предност ВМРО ДПМН, истото овде се повторува и кај Стево Пендаровски 15,2. Што значи дека според анкетиве дека кандидатите немаат посебно големо влијание врз гласачкото тело. Има пус. Ако може само една работа тука, пошто јас би сакал да искоментирам. Имат повеќе од партиите. Нијансе. Блери Мрека има над 41, скоро 42% кај албанците. Стево има 20% кај албанците. На која бројка? Ако да имам по овие бројки, треба Блери Мрека со овие 40 и кусур проценти да извади колку? 200.000 албански гласови. Или Стево со овие 20% 100.000 албански гласови. Тоа е од 100% излезност. Ама нема да има 100% излезност. Не зборувајте само да изгледате ја реалноста. Меѓу албанците излезност е 8% поени пониска од македонците. Да, меѓутоа за тоа викам, мора да се знае на колку се прави математиката. Кој е влезол во анкетата. Добро, тогаш сте имале можност, а и вие имавте можност како власт и вие да направите или регистрација на гласачите за да се знае колку реално гласачи имаат и да не влегуваме во секоја анкета во една ваква дебата, цела емисија во однос на тоа дали имаме 1.800.000 или 1.500.000 реално. Еве како стојат по региони кандидатите и по други параметри од оваа анкета.
Имаме и други интересни параметри за анализа Жане, како например како стои расположението според старосната структура на гласачите. Деталниот преглед го препуштам за дебата, но би издвоил само како најинтересни две споредба на две категории, оние на возраст од 18 до 29 години и оние над 65 години. Зошто? Бидејќи како специфика, например, се избојува фактот дека е многу поголем процентот на младите кои што се уште не одлучиле за кого ќе гласаат и оние кои не би гласале за ниту еден кандидат, и тоа е идентичен процент по 24,7%. Предноста овдека е на страната на Пендаровски. Наспроти тоа, највозрастната категорија на граѓани над 65 години веќе има изграден став и само 14,1% се уште не одлучиле за кого ќе гласаат. Разликата помеѓу двајцата кандидати Пендаровски и Силјановска кај нив пак е незначителна. Имаме и споредба во однос на регионите и таа е според 8-те статистички плански региони и сега тие може некако да се вклопат и во известна рамка на изборните единици, иако не сосема, и во интерес на времето ќе посочам само некои специфики, како например Полошкиот регион, каде што е средиштето на 6-та изборна единица и тука апсолутна доминација има Блерим Река, по него е Стево Пендаровски. Во останатите региони во водство е Стево Пендаровски, освен во источниот и Скопскиот регион, и затоа почнуваме со овие два региони, односно одиме прво во источниот регион, предност од 2,5% поени за Силјановска пред Пендаровски, но и голем број 21,4% кои што сметаат дека нема да гласаат за ниту еден од овие кандидати и 14,1% кои што се уште не одлучиле. Во Скопскиот регион, условно изборна единица број 1, предност за Силјановска од 2,5% поени пред Пендаровски, и тука кандидатите ќе треба уште многу да работат на оние 19,3% кои што не гледаат во нив потенцијален кандидат и оние 16% кои што не одлучиле. Веќе реков, во поголем дел, односно поточно во 5 региони, предност има Стево Пендаровски. Најголема е предноста во североисточниот регион и тоа 11% поени помеѓу Пендаровски и Силјановска, 27,7% за Пендаровски наспроти 16,7% за Силјановска. И тука има исто така голем број процент на 19,9% кои што се уште не одлучиле за кого ќе гласаат. И само уште Пелагонискиот регион, каде е јадрото на 5-та изборна единица, иако мал дел влегува во четворката, 8,1% поене тука разликата во полза на Пендаровски. Но она што е специфично, се уште не одлучиле 23,3% за кого ќе гласаат, додека 22,8% нема да гласаат за ниту еден кандидат. Ете, Жане, тоа се дополнителните показатели од анкетата кои гледано по региони некако ја одразуваат и таа традиционална битка, ривалство, па и доминација на двете водечки партии во дел од изборните единици, иако повторно ќе нагласам дека планските региони не можат буквално да се пресликаат со границите на изборните единици, но секако овие податоци нудат специфични елементи за анализа и дебата. Повелите. Вака стојат бројките кога ќе се направат кроз табулации во однос на неколку прашања, тоа е старосната структура, образованието и регионите. Јас ќе се фатам еве по регионите кои што не можеме точно да ги пресликаме по изборни единици, меѓутоа ако ги гледаме во однос на Вардарски, Источен, Југоисточен, Југозападен регион, Пелагониски, Полошки и Североисточен, Скопски, и ако одиме по обратен редослед ќе испадне, ќе видиме која е единица, двојка или тројка. Овде добива предност Силјановска во Скопскиот регион 27,4 наспроти 24,9% и во уште еден регион има предност, тоа е Источниот 37,4 со 28,9%. Во другите региони во предност е освен во Полошкиот во предност е Пендаровски, а во Полошкиот 38% е очекуваната предност на Блерим Река. Еве од Кирацовски од вас ќе почнам во однос на тоа дека на овој начин на анкетата покажува тренд на опаѓање на бројот на гласачи што го имате во Скопје во однос на вашиот кандидат.
Искрено ви кажам, длабоки се причините, предпоставувам, зашто географијата на едно место одлучува на еден начин, на друго место одлучува на друг начин. Меѓутоа, нас ни е битно граѓаните масовно и пред нашиот против кандидат да гласаат за Стево Пендаровски. Ние не ги делиме граѓаните по етникум, по вера, по партиска припадност или евентуално по географија. Сите ни се битни, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци и сите останати, независно од возраст или евентуално пол. Најбитно е што Стево Пендаровски бележи еден тренд кај сите оние кои што претходно на еден начин се изјасниле дека ќе гласаат за Стево со толку и толку проценти, сега имаме над 1% плюс. Она што е многу битно што Стево Пендаровски е поддржан од над 31 партии, од над 60 пратеници, од над 32.000 граѓани кои што се подпишале во еден ден за неговата кандидатура, што јасно отсликува дека Стево Пендаровски е поддржан буквално од сите етнички заедници, независно каде. Географијата навистина не можам да ја материализирам баш сега, зашто на едно место сме во плюс, зашто на друго место сме во минус. Претпоставам дека можеби тука улога игра и статистичката грешка, можеби сме во предност и на едно и на друго место, освен во, како што вие велите, третата изборна единица, каде што разликата е малце поголема, па ни статистичката грешка не може да ја побие. Но јас ве уверувам дека и оние анкети кои што ние ги правиме, но и впечатокот кој што се чувствува меѓу граѓаните, дека Стево Пендаровски навистина води и повеќе од 3,7% пред господин Јанушев, како ви ова го коментирате? Силјановска води во Скопскиот регион и во Источниот регион, меѓутоа во Вардарскиот, ако речеме дека тоа е Југоисточниот е четворка, 34,937,8 за неиза, например, а Пендаровски води тука. Југозападниот, ако е петка, каде што предноста е на Пендаровски 28,3 со 26,2 и да не ги коментирам сите региони. Јас за разлика од Крацовски нема никого да убедам, граѓаните се веќе убедени. Меѓутоа, она што сакам да кажам е неколку две-три работи кои што вака исто беа од оние на почеток кои што напоменав, кои што не ми даваат убеденост во бројките што ги гледаме во анкетата. Скопскиот регион, Гордан Силјановски има предност од 2,5%. Да не забораваме дека Скопје е пола Македонија, ако не и повеќе, во однос на гласачи. Од друга страна, во споредба на гласови град-село, Стево води скоро за истата разлика. Значи, не е возможно да имаме вакви бројки. Ако знаеме дека сите останати градови земји ги собереме, се малте неколку Скопје, и таму имаме град-село разлика кај што Пендаровски води, а од друга страна го зимаме Скопје како урбан дел, како најголема концентрација на гласачи, нека не биде половина, нека биде тредина, кој што каже Жоро, значи не се, едноставно нема логика, нити некој објаснување. Може Клековски може да објасни која е разлика. Тоа е Excel, нема логика, има Excel. Она види Excel, ако ги земеш податоција, значи Скопје, тука се предпоставувам земени од аеродром, Кисела вода, Карпош, Јорче, центар, буквално цело Скопје, така? Карпош. Значи, по број на население е третина Македонија. Останатава третина, ако се градови, една третина села, а не е така. Ама ако Куманово губи Гордан на 2-1, Да, меѓутоа Куманово во споредба со Скопје, Куманово е 100, Скопје е милион. Да, 27,7% е во двојка, ако речеме Куманово за Стево Пендаровски предноста, 16,7 поголема е предноста, 11%. И овде во Полошкиот регион е голема разликата, каде што тај само 6,8 со 20,9. Мене ме вака импресионира дека ВМРО-ДПМН е дојден со став да ја негира анкетата. Не ја негирам анкетата, наместо да излезе со една фасинантна работа. ВМРО води во Скопје. Видете, ВМРО води сегде. Тоа се гледа во атмосферата, тоа се гледа на терен. Ако може, да ги пресечете да се немам никаква дилема кој се победник изборите, аз само се надам дека Кирачовски ќе има доволно храброст на 21 да се јави да ми честита, пошто нели тоа е фер борба. Сакаме да работи да кажем од претходно што пропуштивме, што се одесува на бројката за кандидатот Глерим Рек. Кај вас во анкетите се повторува бројката од 11% во двете анкети, а во некои други анкети што ги видовме во јавноста беа околу 7%. Значи тоа која одма идентификуј, која друга анкета? Значи оние што ги видовме во која уште има од ИПИС во детектор. Која друга? Уште две сега не зборувавте дека 3 се вкупно. Не, па претходната на тема ова и ИПИС на детектор. Не 10% беше таму, извини. Добро, тогаш во некој анкета што јас сум ги видел. Има интернет. Значи, сакам ова да го истакнам. Еве, нека биде и 10%. Меѓутоа, проблемот е овој.
Ако се тоа 11% од гласачите во Република Македонија, и ако зборувавме за оние цифри за кои што зборувавме, на 1,5 милион гласачи, тогаш изгледа дека кандидатот Блерим Река на изборите ќе добие околу 160.000 гласа. Тоа не му го предвидуваат, ниту еден албанец во Македонија не предвидува дека Блерим Река ќе освои толку гласови. Затоа мислам дека во контекст на примерокот на анкетата има одредени проблеми во зависност од средините каде што живеат албанци или каде што има повеќе одселени албанци. Јас мислам дека Блерим Река е можеби добар кандидат, тоа е во ред, и дека кампањата зад него, која што е исто така националистичка на села и на Касами, дека може да излече гласаци. Но мислам дека не може да излече повеќе од 100 до 110, 120 илјади. Овие цифри што овде се покажуваат се навистина многу високи. На 900 излезени гласачи, 100.000 гласачи, колку е? А 900.000 излезност? 90.000 гласачи. Колку е 100.000? Да, вие тука ги рефлексирате тие 11%. Во однос на направивме исто така анализа. Сакате да кажете 28% на Стево дека ќе бидат 280.000 на 260.000 дека ќе бидат. Мислам навистина. Видете сега, дајте да се фокусираме на клучните бројки затоа што вака правиме забона и пред граѓаните и нормално не можеме да се најдеме со бројките тука. Никога така. Меѓутоа, па тоа е за толку кажувме дека нешто не сакам лично тоа. Не идејата да идегираме анкетата, не му се свигаат бројките. Тогаш се добри. Ќе се вратам и на она што го презентираше Боби, а тоа е степенот на образование на оние што на оваа анкета сте ги земале како испитаници и на пример без основно образование 32,5% би гласале за Пендаровски. А со основно образование најмногу е процентот кај Река 22,5, па доаѓа кај Силјановска 21%, па 18,8 кај Пендаровски. Со оглед на тоа што се сите тројца професори, ми беше многу битно да видам како стојат кај оние што високо образованите и вишо образованите. И тука е во предност 37,9 Стево Пендаровски наспроти 24,2 за Силјановска кај високо образование и кај вишо образование професорот Стево Пендаровски е 35,4%, наспроти професорите Блерим Река 27% и Гордана Силјановска 20,2%. Тука треба партиите да кажат во која мера се поклопува нивното гласачко тело и по образование и по возраст со тоа што се резултати во анкетиве или на. Од друга страна добро е па што сите тројца се професори па се гледа и по земеме предноста на Гордана во Скопје, исто така со овие бројки тука исто така има голема дискрепанца и повторно знам ќе каже Клековски дека тоа е Excel табела. Па тоа не зашто дека во Скопје се најобразованите? Гледате како урбана средина, меѓутоа зборуваме процентуално изразено, пошто нели така се зема високо образование. Нормално е дека можеби некој во Велес или во Битола е многу попаметен од тој во Скопје или обратно. Така, меѓутоа кога имаш повеќе поголем квантитет, тоа дава и поголем квантитет. Така. Во милион луѓе во Скопје има повеќе со високо образование него во 40.000 Велес. Повелете Керасовски? Мислам дека затоа има нелогичност. Иако е интересно најверојатно за анализа на самата анкета или за оваа дебата, мислам дека граѓаните навистина не треба да ги делиме, па дури и не сега тука по етникум, по ниво на образование, по ниво на социјала или по било која поделба која што на некој начин се наметнува. Граѓаните, мнозинството граѓани, по сеги делите, ама веќе со флоскули. Ве почитувам, ве молам да си земете збор тогаш кога господијата Лупеска ќе ви даде и нормално заедно да дебатираме како што личи. Се знае кој ги правеше поделбите над 11 години, а кој се бори за концептот на едно општество за сите. Она што е битно, апсолутно. Моште е јасно, навистина ми е интересно како или на кој начин се обидува колегата Јанушев или било кој друг на оваа маса да побие анкета која што многу јасно осликува еден тренд. Значи, Стево Пендаровски води со 3,7%. Стево Пендаровски влезе како фаворит во оваа битка. Стево Пендаровски води за разлика од претходната анкета на Телма за 1% плюс сега на оваа втора анкета и тоа е нормално, реално осликување на јавното мнение и на граѓаните на нашата држава. Затоа мислам дека треба да се фокусираме на клучните аспекти, а не на подробностите кои што ги делат нашите граѓани. Верувам дека Клековски за овие несогласувања со анкетата на Јанушев имате коментар. Не, сега на другава страна, нели кај СДСМ анкетите 8 до 10% води Стево Пендаровски. Како сега 37 е окей. Не слушнавме тие анкети, Видете, статистичката грешка, јас кажав
и на почетокот, и ја прифаќам комплетно. Да. Ако овој резултат со статистичката грешка е водство оноко колку што ние реално на нашите анкети извадивме. Околу 7%. И тука нема дилема. Нема дилема. Кликовски обично сите партиски анкети биле на овој резултат, уште 3% така излегуваше вако. Меѓутоа, како ќе одговорите на овие провокации од Јанушев во однос на несогласувањето дека не е можно географски Скопје да биде повеќе за Силјановска, а од друга страна степенот на образование да покажува нешто различно? Скопје и сега да не наведам еден куп други има и рурални градски средини. Скопје не е само како затоа што вие велите Скопски регион, ние не знаеме што се не знаеме што се па не знаеме статистички. Како не знаеме, значи извод ние не велиме значи никој не измислил ништо. Има статистичка поделба од Завод за статистика, се знае што е Скопски регион, што е Победање, што е Североистичен, што е Зошто не сте ги направиле анкетите по изборни единици? Така е многу пореално. Затоа што ние имаме резултати по изборни единици. Регионите не знаеме кои села се ги опфаќаат и колку се рурални, Вардарски може да биде и тројка, и четворка, и петка. А затоа велам. Тоа не е реална слика. Ама меѓутоа сакав да направам една паралела дека изборните единици КЕЦ, двојка, шеска, например, полошки, по резултатите се гледа дека е Титово и Бешевка. Погледете ги резултатите на парламентарните избори минати или на локалните, ако сакате, и погледете ги бројките, да речеме, на Стево Пендаровски како носител на листа во тој период и оние што биле, да речеме, од ВМРО ДПМН. И каква била разликата во гласови. Тоа значи дека во Скопје, ако е ова точно, ако е ова цифра точна, дека во Скопскиот регион, сега не знам кои изборни единици ги опфаќа, тоа значи дека СДСМ треба да губи драматично, ако е Скопскиот регион. Ама СДСМ губи драматично. Ама чекајте сега. Тогаш не може да е точно во анкетите дека членовите на ВМРО не се прават. Тогаш не може да е точна брката дека Почитувани, значи ниту е анкета за парламентарни избори, ниту пак е анкета за рамномерен регионален развој. Туку е анкета за избор на председател на нашата држава, каде што не е битна географијата, туку е битно мнозинството граѓани на каде превагнуваат. Овде е мощно јасно каде превагнуваат, а тоа е Стево Пендаровски. Независно дали на некој му одговара тоа или не. Ако ја додадем и статистичката грешка, е на 7%. Само не можам да прифатам дека во Скопје губи, а секаде во држава победува. Значи тоа не можам да го прифатам. Стево Пендаровски води. Во тој случај најверојатно таа статистичка грешка е направена комплетно во Скопје и колегата Клековски ќе се сложи со тоа и ќе видиме сите наши способности да додадете на сето ова? Не. Со оглед на тоа што верувам дека анкетата толкуваат партиите како им одговара. Јас не се судувам да толкувам бројки. Одеднаш СДСМ стана рурална партија, па сега во Скопје губи и сега одеднаш во Скопје губи и во источниот регион, а добива каде? Значи вака случајно. Значи случајно имам увиди во други анкети. И да, наместо ВМРО ДПМН ДС, кен дека во Скопје се случува пресвет, они не го гледаат тоа и се запнува на некои други работи. Вие сте сигурни дека ВМРО ДПМН прави пресвет во Скопје? Не сум сигурен, ама се случува. Не, фактот дека бројките се приближени, какви да се со грешка, без грешка, каде што ВМРО ДПМН ги изгуби претходните избори. Значи се случи А според оваа анкета ги добива или ги губи? Не, вака, значи според оваа анкета. Претходните избори во Скопје се случи потоп за ВМРО ДПМН. Сега нема потоп. Сега мала поплава ќе се случи, нели? Добро, тоа што ќе се случи, ќе видиме пауза за реклами и одиме во завршница на дебатата. Последните 6 минути од дебатата нема да им одземам време, во ваков состав на вистина е премалку времето и да додадам дека во Скопскиот регион, освен овие општини Скопските, влегуваат и Арачиново, Зелениково и Илинден, кога зборуваме за резултатите од анкетираните во Скопскиот регион. Ќе им дадам сега предност за заклучоци на партиите Киразовски, сепак она што е клучно прашање зашто најголем број потрошивме беше излезноста, која очигледно ќе влијае и на резултатите на овие председателски избори. Јас прво, како што и претходно истакнав, очекувам граѓаните на вистина да излезат во голем процент, затоа што е очигледно дека не им е седно кој ќе биде идниот председател на нашата држава. На овие избори се содруваат два сериозни концепта. Едниот кој што гледа напред, кој што со сета своја сила и од петни жили ја влече државата и ја води напред,
кон Европската унија, кон НАТО, кон напредок, кон стабилност, а од друга страна гледаме еден концепт кој што ја држи државата или се обидува да ја врати државата назад кон поделбите, кон изолацијата и кон стагнацијата. Ќе успеете ли да ги анимирате неодлучните и што со оние кои ги дојдат на избори само за да го шкртнат ливчето? Видете, со се она што правиме има една очигледна разлика меѓу нашата кампања и кампањата на ВМРО да помне и на кандидатот на Мицковски и Груевски. Прво, од една страна се гледа дека има јасна визија која што ја предпочита и ја води Стево Пендаровски, визија и став и заложба за унапредување на нашата држава кон евроатлантските интеграции. Додека од друга страна гледаме како господјата Сијановска дискутира и дебатира за ревидирање на договорот од Преспа, за враќање на државата назад. Еднаш во вашата емисија баш тука истакнува како спогодбата или договорот од Преспа ќе биде испочитуван од нејзина страна, а истата вечер на митинг во мојата битола истакнува дека нема да го почитува. Додека ние зборуваме и имаме јасен став за специјалното јавно обвинителство, ги осудуваме настаните на 27 април, од друга страна гледаме како господјата Сијановска ниту еднаш не ги осуди настаните на 27 април и ниту еднаш не истакна јасен став за специјалното јавно обвинителство, за правдата и правната држава во нашата земја. Граѓаните ја гледаат ова јасна разлика, граѓаните ќе се мотивираат и мобилизираат за да ни во ниту еден момент не се даде ни најмала шанса господјата Сијановска ниту да се доближи до Стево Пендаровски, кој што ќе биде несомнено идниот Јанушев, како вие би ги анимирале неодлучните и се плашите ли од тивок бојкот дури за вашиот кандидат и што повторно истото прашање, верувам дека ќе има и секогаш ги има и оние кои што ќе го поништат гласачкото ливче. Да бидам искрен со последново за бојкотот, веќе толку пати во толку емисии ми го поставувате што некако Па вие сте познати по бојкот заради референдумот. И со ова од ваша страна кажано во јавноста, некако како да имате и вие нешто плюс да кажете, меѓутоа мора да се праша заради тоа што има процент на луѓе кои што не е малку веројатно има да излезат. Жане, во изминативе, не знам, десетина дена најмалку 5 пати бев на телевизија кој што го кажа следно: нити планираме, нити планираме, нити ќе планираме бој. Меѓутоа ако може во вашето не може да ви се верува. Не може да ви се верува. И за време на референдум нема да бойкотирате, а бойкотирате. Основна култура покажете. Само ви имитирам вас кога ми упаѓате. Меѓутоа не може да ви се верува. Добро, ве молам, завршете. Значи, нити сме планирале, нити планираме, нити ќе планираме бојкот. Ќе ги победиме така страшно што до крајот на годината ќе имаме предвремени парламентарни избори. Знаете зошто? Се гледа и во самата дебата. Секогаш кога му одговараше нешто од податоциве од анкетата, се согласуваше со Клековски. У првиот момент, кога малце му се контрираше во однос на Скопје, големиот пул на гласачи кои што се влесат до Скопје, одма имаше статистичка грешка. Не манипулирајте, ни сам не дај да завршам, биди коректен еднаш. Не манипулирајте, почитувам. Значи, убедени се дека им следи катастрофа на изборите. Тоа се гледа во атмосферата, може да ги прашат дечкиве што идат на терен што ги праќа. На дечкиве на терен што ги праќа. Ајде, последната порака и идеме со... Се обидувам да кажам нешто... Кирацовски ве молам. Меѓутоа не сакам да манипулира со граѓаните и со јавноста затоа што се дебакал на овие избори. Момциве кои што ги праќаат на терен, што им е срам да зазвонат на врата па им ги фрлаат материјалите. Заканите спрема... Ама оставете ме да завршаме, му оставите 4 минути точно, оставете ми мене 2 минути. Од друга страна, значи видовме видеа кај што им се закануваат и оценуваат на нашите. Вети пред 5 дена јавно на телевизија дека ќе побара одговорност, не побара одговорност. И вербално беше нападнат, да не забораваме дека ни беа за воедно се согласивте и двајцата дека денот на избори ќе покаже која е може ли да последната реченица, ве молам да не ме прекинувате. Значи јас главната разлика, само ќе упатам вака до гледачите, веќе е веројатно почнат дуелот помеѓу тројцата кандидати националниот сервис, нека го погледнат, ќе воочат разликата. И токму овие 37 неопределени, кои што од нивните притисоци, закани и уцени го прават тоа што го прават, така ќе излезат референдумски, така ќе ги казнат, што Кирацовски се надам ќе собере храброст да честита на 21. Се сложувам дека ќе излезат референдумски и ќе го поддржат. Ако почнете сега дебата партиска, тука крај нема, повелете. Значи, ако се следат анкетите, навистина овие трендови покажуваат дека Стево Пендаровски води. Тие бројки не се мали, 3,7%, тоа може би во гласачи во зависност од излезноста се 50-60 илјади гласачи. Ако тие анкети се потврдат,
тогаш во првиот круг несомнено ќе води Стево Пендаровски. Во вториот круг ќе зависи од пазарот со гласачите на Зиедин села, а не на Блерим река, затоа што тој ги контролира. И сметам дека полето за собирање нови гласови од страна на Гордана Силјановска е многу помало, не заради тоа што нема албанци што ќе гласат, туку токму заради тоа што нема од овие што ќе бойкотираат. И не ги гледаме дека е голем број на луѓето што ќе бойкотираат. И сметам дека тоа ќе биде пресудно и дека во вториот круг токму тие гласачи ќе пресудат на страната на Пендаровски се разбира. Кликовски по се ова во однос. Значи, сме сведоци не на изедначена не еден изедначен надпревар на Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, кај што улогата на Блерим река не е за запоставување. Јас претходно имам кажано дека БЕС и Алијансата ќе бидат најголеми победници од овие избори, што и да се случи на изборите. Сметам дека ово што дискутираме како податоци во моментот може битно да биде под влијање на неколку работи. Прво е неизлезноста. Не е sejedno дали ќе за 46, 48 или 51 или 55% од граѓаните. И тоа може да влие на конечниот резултат значително, че не е sejedno дали граѓаните ќе гласат или нема да гласат или ако повеќето од нив се обедени. Ние секако не можеме да го предвидиме еден дел од во ниедна анкета од гласачите што одбиваат да кажат. Еве само тука да кажам дека 6% одбива да кажат за кого ќе гласат, а половина од нив сигурно ќе гласат. Значи они имаат од секогаш тие се став, а 3% може да влијат налево или надесно да појде работата. И уште една работа, директно кон ВМРО ДПМН ќе зависи како ќе се справат со 10% од граѓани што велат дека е оправдано да бойкотираат. Ова не е од ова анкета, од една друга анкета, само да не ги помешаме работите. Тоа е од ИПИС анкетата објавена во друга емисија. Бидејќи спрема анализите на тие што велат дека ќе бойкотираат, еден битен дел, значи поголем дел се симпатизери на ВМРО ДПМН отколку што се симпатизери на СДСМ, не или на ДУИ или на БЕС и така натаму. Ја немам дека тоа е партиска политика, туку надвор од партиската политика, тоа може да битно да влие, пошто не е малку тие. Ама и покрај тоа во анкетата на ИПИС беа 10%. Тоа е битен процент на луѓе. Во анкетата на Боби Христов 65% имаше. Не анкетата на Боби Христов, анкетата е изработена, кажам веќе од кој институт. Значи моите поенти се излезноста е битна, оние што одбива да кажат заради X причини се важни и оние што бойкотирам, кои не се занемарливи, како партиите ќе се справат. Значи ја не тврдам дека било која партија има партиска политика да бойкотира, ама може да биде доведена во опасност заради овие гласачи. Ви благодарам. Без ВМРО ДПМН нема бойкот. Ви благодарам на сите што учествувавте во оваа дебата. Морам да признам дека не е лесно во кампања со двајца генерални секретари да ги скомбинираме вака со аналитичари, меѓутоа благодарам што учествувавте и што ги коментиравме бројките од анкетата. Останете на програмите на Телмо.